Продолжуваме со второто послание на апостол Павле до Тимоте. Стасавме да разгледуваме третата глава и може би во изминатите проповеди кажав дека може би третата глава е кулминацијата за она за кое што општо говори апостол Павле, а тоа се лажните учители. И многу е интересно, ја говорев и минатиот пат, видовме преку 6 метафори, дека воопшто не е така како што денешни некои цркви, денешни некои проповедници говорат и велат дека христијанството е лесна работа. Христијанството дури го презентираат, ако сакаш да се обогатиш, дојди стани христијанин. Ако сакаш да ти врви животот, дојди стани христијанин. Ја многу пати сум кажал дека таква концепција во Библијата не гледаме. Напротив, видовме нешто друго говори апостол Павле. Говори да бидеме како војници, говори да бидеме како земјоделци. И не само тоа, него видовме, тогаш реков дека тоа се дава еден пример, едни метафори од светот, од секојдневниот наш живот. И видовме преку неговиот личен живот, ни даде метафора. Видовме преку она Христос што го искусил. Никаде не можеме да видиме дека христијанството е healthy, wealthy, prosperity. Ајде, дојдете тука и секи ви тргне на добро, сите ќе се обогатите, сите ќе возиме добри автомобили, сите ќе бидеме со еден збор богати. Да, ние сме богати, меѓутоа, како што реков, тој траен залог, тоа богатство, што ниту молецот, ниту рѓата, не може да го изведе, станува збор за едно друго богатство. И имам и оваа вечер 9 стиха кои што уште повеќе ја продлабочуваат оваа мисла, би рекол. И ќе видиме дека лажните учители минатиот пат кажав, многу е чудно и запрепастувачки дека лажните учители секој пат биле внатре во црквата. Дека таа опозиција која што била во први век, за која што говори апостол Павле и го советува Тимоте, и проблемите кои што ги има Тимоте во таков еден контекст, и ќе видиме вечерашниот стих, Боријан прочита дека многу често ги употребуваме последните денови, последните времења. Луѓе гледаат најразлични знаци и веќе сме влегле во последната етапа, одека многу јасно апостол Павле ни го кажува и пред се го советува и го поттикнува своето возлюбено чедо, милувам да кажеме, тоа е Тимоте. Мора да ве подсетам дека апостол Павле е во затвор. И тоа што зачудува секој пат говорам, многу е тешко да бидете во едни такви околности, да бидете затворени и да не мислите за себе си, него првенствено да ја имате добрата вест. Првенствено да се грижите за добрата вест, првенствено да се грижите за неговиот возлюбен ученик Тимоте и да пишувате едно вакво писмо како што го разгледуваме. Исто така, многу пати говорев за верата, за нејзината суштина, би рекол. И овде апостол Павле повторно го советува, повторно го охрабрува, би рекол Тимоте, да остане верен. И јас и оваа вечер ќе речем. Ќе повторам дека многу пати верата секој си ја разбира на свој начин. Да бидеш верен, да се наречеш дека си христијанин, принципно, во основа, значи да се држиш до Словото Божие. Што значи да се држи? Значи да го изучува Словото Божие. Од кои причини, ако се нарекуваме христијани и веруваме во Господ Исус Христос, треба да знаеме, треба да се научиме во што тоа ние веруваме. И најглавната, би рекол, или основна нит на верата е да живееш еден таков живот. Сето тоа што го изучуваш, сето тоа што се молиме Христос да го менува нашето срце, тоа значи да ги менува нашите мисли, да ја менува нашата волја, сето тоа да го спроведуваме од ден на ден. Велиме да раснеме во спознанието. Ете тоа се верните луѓе на кои што говори апостол Павле тогаш, и така ќе биде се во второто Христово доаѓање.
И јас и денеска говорам дека тоа е вера. Ако вистински сме верни луѓе на црква Добра вест, треба секојдневно да го живееме она кое што сме го научиле до сега. И пред да започнам уште една реченица, и минатиот пат говорев, секој пат, ако сакаме да се заштитиме и ако сакаме да бидеме сигурни во заштитата од лажните ученици, повторно треба да се држиме до Светото Писмо. Треба да се држиме до Библијата, а објаснив што подразбирам до тоа да се држиме. Да ја изучуваме и она што сме го изучиле да го практикуваме. Ете, тоа е најдобрата заштита од лажните ученици. Овој текст го поделим на 4 дела, би рекол, на 4 фрагменти, и ќе говорам првиот и вториот стих, и тоа вториот стих само една фраза. Вториот дел од вториот стих останатиот дел до 4, само 5-тиот и од 6 до 9, и ќе кажам зашто станува збор, зошто на ваков еден начин ги поделив. Првиот стих и вториот само една фраза вели: но ова знај го, во последните денови ќе настанат времења тешки, зашто луѓето ќе станат само живи. Што е тоа што треба апостол Павле започнува и упатува една ваква реторичка, би рекол, мисла: ова знае го. Што тоа треба Тимотеј да знае? Што тоа за нас денеска значи, што тоа ние денеска треба да знаеме? Што тоа треба да го разбереме? Многу често оваа фраза говори за тоа што реков пред малку. Ова знае го или ова разбери го, многу често на децата им викаме: аман бе, македонски ли ти зборам, што не ме разбереш? Да го научиме, да го запомниме, да го знаеме што понатака говори апостол Павле. И самата идеја ова да го знаеш и ова да го запомниш настапуваат некакви говори за денови, ќе настанат времења тешки. Кои се тие последни денови? Пред малку реков, многу се шпекулира со последните денови. Последните денови вообичаено, пред малку реков, повеќето, барем ја што сум слушал, луѓето ги разбираат дека како се наближува доаѓањето, второто Христово доаѓање, така настапуваат тие последни денови. Меѓутоа мора да напоменам, бидејќи сметам дека е важно, новата епоха, ние сме го разгледували во домашните групи кога говориме за Стариот Завет. И она што Стариот Завет ни го говори, секој пат говори за доаѓање на една нова епоха или на една нова ера, која постојано ни се ветува, ако може така да кажем, во Стариот Завет. Доаѓањето, велам, на Исус Христос на сцената, настапувањето со неговото раѓање на земјата, отпочнуваат последните денови. Последните денови почнуваат со неговото доаѓање на земјата, последните денови завршуваат со неговото второ доаѓање повторно овде. Со други зборови, старата епоха, ако може така да кажам, поминува и завршува со доаѓањето на Христос. Оние кои што ме следат и имаат Библии, Петар за време на Педесетница го цитира пророштвото на пророкот Јоил и во Дела 2 глава од 14 до 17 стих вели вака: тогаш Петар стана со 11, го подигна гласот свој и им рече: луѓе јудејци и вие сите што живеете во Ерусалим, знаете го ова и внимавајте на моите зборови. Овие луѓе не се пијани, како што мислите вие, зашто е третиот час од денот. Но тоа е предскажано преку пророкот Јоил и во 17 стих вели: и ете во последните дни, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело
ќе пророкуваат синовите ваши и керките ваши, и младичите ваши ќе имаат виденија, и старците ваши ќе сонуваат соништа. Со други зборови, Петар вели дека последните денови веќе настапили, како што реков. Последните денови почнуваат со доаѓањето на Исус Христос. Во Евреите, уште еден стих, 1 глава, 1 и 2 вели вака Бог. Бог кој во старо време, откако многумина и на многу начини им зборуваше на отците наши преку пророците, во последните дни ни зборува преку Синот свој, кого го постави за наследник, преку кого ги создаде вековите. Да не ве чудат ваквите текстови, бидејќи ние живееме во последните денови. Во последните денови апостол Павле живее и го пишува ова писмо до Тимоте. Ние денеска живееме во последните денови. Последните денови ќе видиме подоцна, ќе завршат, реков, со второто доаѓање на Исуса Христа. Ова трета глава говори многу повеќе, и ова го говори во изминатиот период, додека ја разгледувавме, за сегашноста, отколку за иднината како многумина што сметаа. Трета глава говори и била за моментот во први век, упатена до Тимотеј и до верните луѓе, но истото важи за нас денеска. Бидејќи вели во тие последни денови во кои што живееме, ќе настапат, ќе има тешки времења. Тешките времења исто е добро да напоменам, многумина мислат дека последните денови, тешките времења се постојани. И ние постојано од ден на ден ќе живееме во тешки времења. Не, апостол Павле вели дека тешките времења се како таласи. Тешките времења се како фрагменти. Во последните денови, ако и ние се навратиме како црква, има моменти кога сме имале тешки денови. Но не е тоа постојано. Јас не знам колкумина од вас имале можност да патуваат со брод. Таа асоциација е најдобра. Кога патувате со големи бродови преку океански, не се чувствува ништо. Меѓутоа, не секој пат морето знае да биде така мирно и да не чувствувате ништо. Ова ми е најдобрата, би рекол, слика за тие тешки моменти во последните денови. Интересното е да напомнам дека во оригиналот зборот тешки представува мачно, представува многу повеќе, говори за една душевна болка. И во Матеј 8 глава, 28 стих, вели вака: и кога пристигна на другата страна, во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца, овдека е истиот збор употребен, душевно болни. Не знам во која Библија како е, некаде мислам дека беше бесни. Меѓутоа истиот збор е употребен. Значи во таквите моменти ќе чувствуваме голема тешкотија, голема мака, ќе видиме зошто и која предизвикува таа мака како еден душевно болен човек. Павле продолжува со објаснувањето и јас оваа беседа ја насловив дека последните денови и нивните карактеристики. Што е тоа што може да препознаеме за последните денови? Од каде произлегуваат, да речеме, таквите тешки моменти во последните денови? Но пред да поминам на карактеристиките, би сакал да речеме, да запомниме 4 нешта. Треба да знаеме дека живееме во последните денови, како што вели текстот. Последните денови ќе имаат периоди на тешкоти, нема да се постојано тешки и мачнини. И многу е важно да запомните дека таквата состојба ќе биде предизвикана, текстот вели, од лоши луѓе. Таквата состојба
сами си ја предизвикуваме, и ако паметите рекол дека ќе видиме и сега во текстот, дека лошите луѓе и минатиот пат кога говорев за оние кои што предизвикуваат раздори, повторно седат меѓу нас. Не се надвор од црквата. Многу е лесно и многу би било добро кога таквите луѓе би биле надвор од црквата. Но тешкотијата и мачнината и проблемите кои што доаѓаат од време на време ги предизвикуваат луѓе. Текстот понатака ќе видиме што вели апостол Павле, кои што имат изопачен ум, ама седат овде меѓу нас или во црквите. Јас многу пати говорам, во нашата црква нема такви луѓе. Тоа се по другите цркви. Се шегувам. Цела 3 глава, како што реков, од 2 до 4 ќе го видиме тоа морално поведение. Говорев и минатиот пат, имаме ли ние како христијани некаков морал? Кој е нашиот морал по кој се раководиме и по кој живееме? 5 стих ќе говори за нивниот, би рекол, побожен срам, го нареков. Многу луѓе сакаат да се представуваат како многу побожни, да глумат некаква побожност. И ќе видиме што ни говори текстот. И последната, ќе говорам за нивната завист од 6 до 9 стих. Карактеристики на нивното морално поведение. Од 2 стих, втората половина до 4 вели вака: зашто луѓето ќе станат саможиви, среброљубци, самофалци, горди, хулители, непокорни спрема родителите, неблагодарни, неправедни, недружелюбиви, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбци отколку боголюбци. Во само 3 стиха апостол Павле наредува повеќе од 19 изрази преку кои ни дава карактеристика за лошите луѓе. Ни дава карактеристика кој што вели подоцна луѓето кои што имат изопачен ум. Јас ги поделив да не одиме збор по збор, израз по израз, што значи. Многу е поважно да видиме овие луѓе суштински што тоа ќе предизвикува во тие, би рекол, моменти на последните времени. Интересното е да забележите дека јас ги двојам. Првиот збор започнува зашто луѓето ќе станат саможиви во 2 стих и последниот боголюбци беше во 4 стих. Апостол Павле почнува и кажува какви се луѓето. Тие се вели саможиви. Саможиви во оригиналот значи човек кој си мисли само на себе си. Живее само за себе си. Ние викаме дека е егоист, дека е себичен. И завршува со последниот збор какви би требало да бидеме. А би требало да бидеме какви боголюбци. Ако навистина сме го спознале Христа, ако навистина сме се нановородиле, ние треба да бидеме боголюбци. Со други зборови, оние кои што го љубат Бога. 4 збора од 19 имат еден заеднички корен и тоа е коренот на љубовта. И јас скоро говорев дека љубовта, ако поставите прашање што представува за вас љубовта, колку луѓе има, толку ќе си дадат најразлични толкувања на љубовта и до некаде е легитимно, бидејќи секој си разбира љубовта на негов некаков начин. Овде станува збор токму за тоа што станува збор за љубовта, за Христовата љубов, или за агапе љубовта, милуваме да кажеме. Меѓутоа, оваа љубов, која што они ја презентираа, е во една друга насока, и наместо да бидат повеќе насочени кон Бог, како што вели апостол Павле, и да бидат боголюбци, тие прво се насочени кон себе. И повторно има љубов, ама себељубие го нарекуваме. Па има среброљубие, па имате сластолюбие. Повторно станува збор за љубов. Но љубовта е многу различна во однос ова што говори апостол Павле за таа
егоистична љубов во однос на љубовта кон Бог. Во вториот стих, првите изрази за себељубието, вели дека таквите луѓе ќе ги препознаете, нема човек кој што е себељубев при тоа да не биде фалбаџи. Или оние кои што милуваат да се фалат, другата страна е гордост и себељубивието. Од друга страна, поносот, вели кога ќе се судрат или кога ќе се спојат таквите две карактеристики, неминовно е таквиот човек, вели апостол Павле, да има да биде поносен. Таквите луѓе кои што се горделиви и кои што се поносни, се оние кои што се хулителиви. Следните 5 изрази се однесуваат на семејниот живот од овие. И вели дека ќе бидат непокорни спрема родителите, ќе бидат неблагодарни, неправедни, недружелјубиви, непомирливи. Важното е дека во последните денови на тие мачни, како што ги нарекува апостол Павле, моменти, овие карактеристики на овие луѓе ќе бидат се повеќе и повеќе ќе доаѓаат до израз. Останатите 7, кои што остануваат, кои што се клеветници, вели, се надвор од тој семеен контекст, не дружелјубиви, не скротливи, не доброљубци, предавници, пребрзи и надуени. Интересното е што па овдека коренот на сите овие збори, не случајно апостол Павле ги подредува во една ваква, би рекол, хронологија. Големата заповед, нели, да го љубиме Бога, јас велам најпрактично со дух, душа и тело. Целото наше битие да го љуби Бога и вели да го љубиме ближниот како самите себе си. Во ваков еден контекст, кога ќе ги смените, кога ќе смените редоследот, кога ќе се ставите вие на првото место, секој пат страда ближниот. Ближниот едноставно нема време за ближниот. Камоли да го љубите. И на почетокот кажав дека не само што често во нашите молитви бараме од Бога, нели, да го променува нашиот ум, да променува нашата волја. Словото вели, нели, срцето е тоа центарот на таа промена. Бидејќи од секој пат сме говореле, оние кои што се вистински на новородени, секој пат промената настанува внатре во нас. А може да ја видат, нели, од внатре се манифестира кон надвор. Меѓутоа, овдека, и затоа велиме да бидеме богоцентрични. Сето останато, за кое што говори апостол Павле, ни говори за една егоцентричност или ни говори за она кога ние се ставаме на првото место. 5 стих е тој нивни побожен, како што го нареков, срам. И вели на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле, и од нив бегај или одвратувај се. Не знам кој е адекватниот збор, меѓутоа шокантно е малку да јас кога го читав и разработував и секој пат оваа фраза ме зачудува дека може да има внатре во црквите вакви, како што ги нарекува, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле и вели бегај од нив, одвратувај се. Минатиот пат кога говорев за почесните садови, ако се сеќавате дека има во црквата садови кои што се за почест и садови кои што се за ѓубре. Воопшто немој да влегувате беше во полемика со мене. Воопшто немој да разговарате со таквите луѓе. Одвратувај се, бегај на другата страна од такви.
Интересното е што се она што велиме како литургика, ако може со таков збор да се изризам, се она што го практикуваме во црквата, они се совршени во таа практика. Тоа е нивната наизбед положност. Редовни се во црква. Дури најгласни се во викање на амин, на молитви, на било што ќе се каже. Си даваат, не знам, десеток, пуштаат во дискус, се што треба. Меѓутоа силата, вели апостол Павле, ја нема. И минатиот пат проговорив, многу пати има христијани кога говорат по-отделно за практиката и за суштината. Некои се држат и внимаваат, како што овде говори апостол Павле, како тоа точно да се направи. Како таа литургика да изгледа колку што е можно повеќе побожна, па некои ќе речат, нема суштина, мене не ме интересира практиката. И јас ви кажав дека милувам да давам примери со монетата со нејзините две страни. Вие не можете да имате суштина без да ја изразите преку некаква пракса и обрат. Тоа е една монета со нејзините две страни. И само ќе вметнам кога говоревме за религиозноста, па ако се сеќавате, говорев дека многу зборови со тек на времето го губат нивното вистинско значење. Еден од тие зборови е религиозност. Ако се сеќавате. Денес кога ќе кажеш некој е религиозен, има негативна конотација. Ја ви зборев за изворот на самиот збор и говорев за во минатото јас кога бев дете, дека говорева за повозрастните луѓе, тој е многу религиозен во позитивен контекст. Бидејќи коренот на религиозноста е кованица, треба прво да веруваш во нешто, да бидеш верен. Другиот дел од религиозноста е таа литургика, да практикуваш. Тоа во кое што веруваш има некаква практика. Меѓутоа, тие две нешта ги спојува знаењето. Затоа можам да се пофалам многу пати во однос, да речеме, на луѓето кои што тој дел им недостасува. Јас знам во кого верувам, во Господ Исус Христос, знам зошто одам на црква, знам зошто взимам Господна вечера, знам зошто сум правил водно крштење, да не ги редам, меѓутоа, тоа е поврзано со Светото Писмо и со Библијата. И во тој контекст исто и тогаш кажав, дали знаете што е разликата меѓу религиозен човек, меѓу религијата и фанатизмот. Фанатизмот го немаат средината. Фанатикот верува во нешто и му кажува што треба да направи, да работи и го прави. Земи човече, тој што веруваш и што те праќа да правиш некакви работи. Излегов во темата, но сметам дека е важно и се навраќам на овие побожни. Многу им е важно што прават. Нема суштина, нема сила од целата работа. И јамо се тој кој што во 2 глава 8 стих вели: при секој жртвеник лежат врз облеки, земени во залог, и вино изнудено од обвинети пијат во домови на боговите своји. И може би Исаја е најдобриот пример, го извади в 1 глава од 14 до 17 стих, вели вака: Бог говори: душата вика моја ги мрази вашите новомесечија, вашите празници. Тие се товар за мене, тешко ми е да ги носам. И кога протегате раце, јас ги кријам од вас очите своји. А кога ги умножувате молбите своји, јас не ги слушам, вели Господ. Рацете ваши се полни со крв, измите се, изчистите се, и ставете ги од очите мои лошите дела своји, престанете да правите зло, научете се да правите добро, барајте правда, спасувајте угнетени, заштитувајте сираци, застапувајте се за вдовици.
Господ Исус многу слично говори во Матеј, се обраќа на фарисеите. Тие се, можеби, ултрарелигиозните, ултрапобожните, нема по-побожни од нив. И им вели, ја чистеа надворешноста од чашата, а од внатре беа полни со грабеж и насилство. Може да си така почнав, навистина е запрепастувачко да имате такви луѓе внатре во црква. И обично, како што вели апостол Павле и оние кои што се можеби подолго со стаж во црква, навистина, секој пат опозицијата во црквите е од такви луѓе. Минатиот пат реков, најголемите галанджи во црквите се всушност, нели, можда вулгарно, ама најнеписмените во однос, нели, на Словото Божие. Најмногу ќе ви кажуваат како треба да правите, зошто лошо листот стоел, како чаша да се држа. Ете тоа е. И вели апостол Павле, од таквите бегај. Така завршува петиот стих. Многу ми е интересно во овој контекст на петиот стих, кажуваат и говорат за Христос, дека Христос седеше, јадеше, пиеше со блудници, со грешници. Но овдега, пак ќе напоменам да знаете, не станува збор да ние се изолираме од светот. Не. Напротив, овде станува збор и апостол Павле говори за луѓе кои што се внатре меѓу нас во црквите. Од таквите да бегаме. Таквите минатиот пат текстот говореше дека тие кои што раководат со црквите, таквите треба, рековме, ако помните, да се конфронтираат. Треба да се конфронтираат, да се исправат и да им се каже што и како е направи. Затоа има покаяние, ако се покае. А ако не, вратата од црквата е отворена. Бидејќи за тестото, нели, треба малку квас. И го заразат цело. Од 6 до 9 последните 4 стиха за таа нивна завис. Вели, кон нив припаѓаат и оние што се завлекуваат во куќите и измамуваат жени, што се претоварени со гревови и обземени со разни похоти. Жени кои секогаш се учат и никогаш не можат да дојдат до познавање на вистината. Па како што му се противеа на Мојсе, Јани и Јамври, така и тие се противат на вистината, бидејќи се луѓе со изопачен ум. Неискусни во верата, но нема да успеат повеќе, зашто безумието нивно ќе се открие пред сите, како и на оние двајца. Ова, Бог си ја завршил работата како и секој пат. Ги злоупотребуваат и ги искористуваат жените. И апостол Павле многу добро говори кои се тие жени. И денеска имате луѓе по црквите кои се први секаат. Ако има некаква, не знам сега како ги нарекуваат модерно, семинари, не знам шо, први. Познавам луѓе што немат пропуштено семинар, до сега треба да бидат, не знам шо, доктори по теологија. Ако земете да разговарате со таквите луѓе, ништо. Тоа е одење на театар. Јасно. Таквите жени, вели апостол Павле, одат постојано кај што има нешто да се изучува и никој пак не се научи. Има луѓе кои што имаат потреба од некаков настан, да отидат, да се случува нешто. Не им е важно што се говори на настан. Не им е важна темата, не отишле за да научат, а отишле колку да отидат. Ете, со таква карактеристика говори апостол Павле и дава еден пример кој што вели дека многу слично како Јани и Јамври кои му се противеа на Мојсе. Кои се Јани и Јамври? Ако
отворите Стариот Завет, ќе видите дека се волшебници, дека се лажни учители, дека се зли луѓе, дека се измамници. И пред малку реков, тие беа првата опозиција и тие се конфронтирава со Мојсија. И пред малку кажав, и денеска најголемите опозиционери по црквите се такви луѓе. Не можеш да говориш на духовно ниво. Каква врска има и каква паралела прави апостол Павле, што го споменја Мојсија и ги спомена Јани и Јанфа. Апостол Павле постојано и сугерира и му вели на Тимотеј, и јас на почетокот кажам, единствената заштита, единствената сигурна вакцина од лажните учители, од луѓето со изопачен ум, од луѓето кавгаджи по црквите е да се држиме до вистината. Вистината да се држиме до Светото Писмо, да се држиме до Библијата. Зошто? Бидејќи тоа е добриот завет. Ако се навратиме на Стариот Завет и говориме за законот на Мојсеј, они се противат овие двајца во таков еден контекст. Ако денеска или сега Павле говори за добрата вест, повторно имаме луѓе со изопачен ум, како што вели апостол Павле, кои се противат. И интересен е зборот за изопачаниот ум и вели кои што не се искусни во верата. Во оригиналот вели тоа се неискрени луѓе, луѓе кои што имаат искривено разбирање, перверзни луѓе, корумпирани луѓе со корумпиран ум, непогодни, недостојни и несоодветни. Затоа завршува. Кога ќе го имате ова предвид за таков човек, што ќе разговарам, тоа само да си го губиш време. Сврти се на другата страна и бугарите имаат еден збор, вика, да го оставиме Господ да го сака. Но доброто е, реков и со тоа ќе завршам, но нема, вели 9 стих, да им успее повеќе, зашто безумието нивно ќе се открие пред сите, како и на овие двајца за кои што збори апостол Павле. Важно на крајот од оваа 3 глава е тоа дека последните денови во кои живееме, како ќе доаѓа нивниот крај, така секој пат велат, кога ќе доваѓаме, кога ќе доваѓаат тие бранови, ќе бидат пожестоки. Се повеќе ќе има лажни учители. И ми текнува секој пат, нели, на Божјата нива, во Матеј кога го разгледувавме, дека Божјата нива е светот и дека ние, верните луѓе, со помошта на Бога сме повикани, нели, да сееме жито, ама има некој друг што си ја врши работата, па вели дека сее плевел. Така да треба да не забораваме, би рекол, како што почнав, доброто во целата работа, би рекол, што еве Словото ни дава одговор на многу прашања со кои што се судруваме секојдневно. Словото ни дава такви одговори, ни ги дава карактеристиките, секој пат велам да може да се препознаеме едни со други и јас се вклучувам внатре. Добро е да се држиме до Словото Божјо на еден сериозен начин. На крајот од краиштата, затоа велам, ако се нарекуваме христијани, христијанството е сериозна работа. Христијанството многумина го разбираат дека не знам ни јас како. Исклучително сериозна работа. И тоа сум го кажал многу пати, сите ние не сме на едно духовно ниво. Сите ние не растнеме исто. Но важното е, малку по малку, секој со собствените сили
но многу лошо е кога стоиме на една иста позиција. И многумина, со тоа ќе завршам, се лажат дека стојат на една иста позиција. Ако не растете и не правите чекор по чекор, не стоите на една иста позиција, туку се враќате назад. Ја ви посакувам да имате, сега може да кажем, еден благословен неделен ден. Не е веќе крај, како вечерните служби, и ви посакувам да имате една благословена седмица. Држте се до Словото Божјо, изучувајте го. Тука има луѓе кои што викаа убаво е да почне неделниот ден со вака утринска служба. Бог ќе викаше. Убаво е секој ден да ви почнува, нели, со Словото Божјо. Одвојувајте си по 5-10 минути и наштимајте си и така отпочнете го ден.